На улица Рузвелтова, на чекор до битолскиот Чироксока, каде сега е бугарскиот културен центар, кој го носи името на фашистичкиот соработник Ванчо Михајлов, всушност е поранешен дом на еврејско семејство. Куќата каде е сместен клубот во еврејскиот кварт некогаш припаѓала на евреи кои биле депортирани за време на нацистичката ера. Ова го тврди германската новинарка Брита Хилперт во репортажа за македонските маки на патот кон Европската Унија, која ја објавува германскиот национален телевизиски сервис ZDF. Како што е познато, Иван Михајлов е докажан соработник на Хитлер, Мусолини и Анте Павелич, кои заедно убиле над 6 милиони евреи. Бугарските фашистички власти во Втората светска војна депортирале над 99% од македонските евреи, кои никогаш не се вратиле од логорот на смртта Треблинка. На Михајлов му се препишува и убиството на десетици македонски и бугарски комунисти за време на така наречените горно-џумајски атентати. Бугарскиот клуб со библиотека од над 2000 учебници, историски книги и дел архивски материјали беше отворен на почетокот на февруари оваа година, а за таа прилика во Битола пристигна највисокиот државен врв на Бугарија. Тогаш македонската јавност зовре, реакциите не запреа со денови, коментирајќи дека ова е провокација за македонците, а македонската влада толерираше промоција на центар со името на Ванчо Михајлов, преку што директно ја помагаше рехабилитацијата на фашизмот и антимакедонизмот во минатото. Македонија со отварањето на бугарскиот клуб излезе победник само за министерот Бујар Османи. Уште поголемо внимание кај македонската јавност предизвика палењето на клубот во Битола на почетокот на јуни, зашто обвинет беше пејачот Ламбе Алабаковски. Тогаш голем број граѓани дадоа поддршка преку протест Правда за Ламбе Алабаковски.